Благодарам, почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитуван ревизоре. Јас сакам да истакнам на самиот старт дека ние ќе го поддржиме овој извештај за извршените ревизии од страна на Државниот завод за ревизија, од причина што во сите овие страници на овој ревизорски извештај за 2021 година се сите оние аргументи кои што опозицијата ги кажуваше во текот на целата година. И покрај тоа што е за 2021 година, јас ве уверувам дека колку и да е овој извештај страшен, колку и да овој извештај јасно ги кажува неспособностите на сите институции на владата, тој кој што го очекуваме за 2022 година е дополнително полош од овој кој што го имаме сега. И јас ќе се задржам на 5 клучни работи за кои што би сакал некој да излезе и да ме демантира. Првата работа во државен извештај на Државен завод за ревизија за ревизор кој што е избран консензуално од сите и чија што работа е почитувана од сите политички чинители подеднакво, што укажува на високото ниво на квалитет на сите вработени во оваа ревизија. Прво ви е пишано криминалот кој што го правите 5 години на автопатот Кичев-Охрид. Сите до еден анекс кој што ги имате склучено и како го направивте овој автопат кој што до ден денес лажете по 7 години на власт дека некој е искривил трасата, а се што правите 7 години е само склучувате анекси и ги крадете парите и го направивте најскап автопат по километар во Европа. Вие заедно со криминалците од оние кои што ги запоседнуваат извршените функции во владата, не правите ништо освен тоа што го плячкате народот, нешто што е напишано и во овој извештај. Еве срамотата на вашата влада која што се фали дека направила 1300 километри автопати, односно патишта во Република Македонија. Втората срамота која што е напишана во овој извештај, која што е невидена реалност, изградба на регионален клинички центар во Штип. Откако сте на власт, само склучувате анекси и на крај не доведовте до тоа ниво да Европската банка за обнова и развој ги повлече и тие 14 милиони евра кои што беа на располагање. Неспособни ение на шајка не успеавте да заковате на тој клинички центар, освен што му дававте пари на Андреј Жерновски. Градоначалникот ви ги расчисти имотно-правните односи, сега немате никаков спор, повторно ќе кажам, неспособни криминалци, не можете да завршите еден клинички центар. 7 години од кога сте на власт го лажете тој народ и се што правите е само стимулирате селење на медицинскиот кадар кој што живее таму. Еве ви повторно уште еден детал од извештајот на државниот ревизор. Изградбата на пругата кон Бугарија. Анекси, анекси, анекси и само анекси. Го соголивте овој народ од крадење на пари. Безочно го лажете и го крадете и токму на оваа делница која што е напишано во извештајот, вие сте дали негативна референца на онаа птица која што сега повторно ја ангажирате за да можат повторно да цицаат пари од македонскиот народ, да не градат ништо, а да продолжат со крадење. Да продолжиме понатаму, затоа што викате дека била ковид година. Економски мерки на владата за справување со кризата предизвикана од COVID-19 покажува дека носењето на уредбите е вршено без соопфатно планирање, анализа и оцена. Сите уредби кои што ги донесовте, меѓу кои што носевте измени на изборен законник и законник за рекламирање. Секоја уредба што ја носевте беше криминална. Секоја уредба што ја носевте беше за да се крадат народните пари да се доделуваат на фирми. Понатаму пишува: при планирањето и дизајнот на 6 пакети економски мерки не се направени проценки и анализи за потенцијалното влијание и влијанието што би го имале мерките на економијата во целост. Спискавте 3 милиарди пари на граѓаните, не помогнавте на ништо. Направивте економија најслаба на Балканот, инфлација највисока на Балканот, заради тоа што вие не размислувавте на стопанството и граѓаните. Вие размислувавте како овие пари да завршуваат до фирми блиски на вас и како во тој период од корона да го подкупувате гласачкото тело со пакети кои што им ги носевте по дома. Додека сите седеа по домовите, вашите функционери шетаа по граѓаните и се обидуваат да ги подкупуваат. Исто така, има утврдено дека 15 милиони евра без утврдени критериуми, врз основа на кој е извршен избор на институции и општини на кои што им е доделена финансиска помош, односно овие средства и нивното трошење не се никако извршени под одредена контрола, односно сите овие средства се фрлени во ветер и криминално потрошени. Понатаму пишува дека треба да се направи поврат на средства
од 3,8 милиони евра во буџетот на Република Македонија, затоа што тие пари се потрошени ненаменски. Ајде да одиме чекор понатака. Во овој извештај е напишано и нефункционалноста на IT системот на Фондот за здравство, за што говореше и господинот колегата Пренџов. Што е суштина во тоа? Суштината е дека системот кој што сега ви го хакираа, заради кој што цел здравствен систем беше во фијаско и во колапс, за кој што Ковачевски ќе дели ордени, имате имате забелешка во државниот извештај на ревизија, за кој што требало тој таму кој што седи како директор да направи одредена акција за тоа да го исправи. А знаете ли зошто никој нема да поднесе одговорност? Затоа што директор на тој фонд е генералниот секретар на ДУИ, а таму не смеете да писнете. Затоа што тие вие управуваат владата, затоа што тие криминалци додека шетаат по Македонија, додека шетаат по Америка, по плажите, здравствениот систем во државата беше во колапс и покрај тоа што над 1,5 година стимале забелешка во државниот извештај за ревизија. Понатаму, исто така за фондот пишува следно: неправилности во спроведувањето и реализацијата на договорите за јавни набавки, како и слабости при ангажирањето на надворешни лица со договор на дело. Заради тоа што не постои јавна набавка во држава која што не е инкриминирана, од каде што никој не бара процент, од каде што не се наплаќува рабуш, од каде што не се доделува на луѓе блиски на власта, секаде таму каде што има стапнато ваша нога е исушена институцијата, е искриминализирана до коска. Тоа го пишува во овој извештај кој што и вие ќе го гласате исто како што и ние. Не постои подобра потврда на криминалното поведение и на криминалот од власта од тоа што вие ќе гласате за еден ваков реален извештај на ревизијата. И да се вратиме на омилената тема, односно на вашиот омилен министер за економија, на кој што вие му аплаудирате, и на вашиот директор кој што све што направи е купување на бутици во Истгейт, АД за производство на електрична енергија во државна собственост. Пишува дека извршениот попис на средствата и обврските на крајот на годината не е спроведен во целост. Постои количинска неусогласеност од 2.500.000 килограми меѓу мазутот евидентиран во сметководствена евиденција и истиот прикажан на пописните листи. Тоа кажува дека некој крадел мазут, дека мазутот кој што го купиле граѓаните за оваа компанија некој го искрал, како што краде од јагленот, како што краде од тендерите во 4 очи, некој го искрал мазутот кој што го платиле граѓаните. И за некој да не ме демантира, еве вија реалноста зошто граѓаните и стопанството плаќаат поскапа електрична енергија. Почитувани граѓани, во овој извештај е причината зошто вие ќе плаќате за некој да краде. Следете внимателно. Констатирани се слабости во примената на Законот за јавни набавки, меѓу другото во делот на утврдување на проценетата вредност на набавките, докажување на бараната способност со постапката и содржината на техничката спецификација, имајќи во предвид дека АДСМ Скопје нема обврска да ги применува одредбите од овој закон, во случај кога предмет на набавка е енергија или гориво за производство на енергија, за транспарентно на спроведување на овие набавки објавува јавен повик. Во извештајот е укажано на потребата од донесување на процедура за начинот на планирање и спроведување на јавните повици за набавка на гориво и производство на електрична енергија. Тоа укажува дека јавните набавки кои што се склучувани во ова предпријатие, од кои што најголем дел се во 4 очи, за кои што колешката Олга Лозановска не пропушта причина да ви ги укаже, затоа што таму се случуваат над 80% од набавките во 4 очи, се врши најголемата кражба од сите институции во Република Македонија. И таа кражба која што ја вршите вие, а кој што ќе гласате за и е вметната во овој извештај, граѓаните ја плаќаат преку сопствените сметки за електрична енергија. Тоа е вистината. Вчера го имавме, не знам дали случајно или не, некој сериозно треба да размислете дали ве мести, вие да ги јадете вермалните шамари од граѓаните. Вчера имавме извештај од државниот правобранител, каде што огромен број на институциите одбегнуваат да ги слушаат препораките од правобранителот, а сега имаме државен, односно извештај од Државниот завод за ревизија, каде што е констатиран евидентен криминал. И затоа што имам 10 минути да зборам, немав можност да ги офатам јавните набавки. Отварете ги таму и видете каков криминал прават вашите функционери и колку се краде од оваа држава. И да ве подсетам со умилената реченица на пратениците од ВМРО ДПМН, за ова ќе има одговорност и некој дебело ќе заглави во затвор. И ова не е закана, туку ова е реалност. Затоа колку побрзо
се согласите да идете на предвремени избори, толку помалку време имате да сторите уште повеќе криминали за кои што некој утре ќе ве повика на одговорност.